Здраво и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега, заедно со мене Ана Трајчевска. Следните минути ќе ги посветиме на еден битолчанец кој што слободно можам да кажам дека е најзаслужен за развојот на аикидото, џудото и реалното аикидо во Република Македонија. На самиот почеток решив да не ви откривам премногу за него, бидејќи подетално ќе имаме можност да поразговараме во текот на следните 30 на минути. На моја огромна чест и задоволство, мој, а и ваш денешен гостин во емисијата Одблиску со е господинот Ѓуро Илич, верувам добро познат на сите вас, почитувани гледачи. Добар ден, добре дојдовте во мојата емисија. Пред се ви благодарам за времето кое што го одвоите. Добар ден, добро ве најдов и чест ми е задоволство да што ми оставивте простор. Така, за вас навистина имаме премногу теми, премногу работи кои што ќе ги опфатиме во денешната емисија Одблиску со. Ете и самиот наслов кажува подетално да ве доловиме на нашите гледачи, иако добро им сте познат на битолската јавност, но ете со оглед на тоа што емисијата се гледа и во цел овој регион и во цела Македонија, да имаат можности останатата јавност подетално да слушне за вас и за вашата работа. Навистина премногу референци се дел од вашата биографија. Ете, прв аикидо мајстор, добитник на прв дан во Република Македонија, тренер во боречки вештини повеќе од 40 години, не знам, член на борд на директори на Светскиот центар за аикидо за Југоисточна Европа. Јас сигурна сум дека многу работи пропуштив. Ете на самиот почеток кои се функции ги имате вие, но не случајно морам да кажам со ова прашање го започнувам нашиот разговор со цел подетално на самиот почеток да ве доловиме до нашите гледачи. Па мислам дека добро сте информирани. Прво што се однесува до функциите во спорто, мислам до звањата, јас сум џудо мајстор и џиу-џитсу мајстор 5-ти дан, аикидо мајстор 7-ми дан. Иначе тренер 31 година, веќе прославив јубилеј ова година. Што се однесува до функциите како спортски работник, сум прво раководител на Центарот за боречки вештини Пелистер од Битола, кој што обединува аикидо клубот Пелистер, кој постои од 86 година, џудо клубот Пелистер, кој постои од 69 година и џиу-џитсу секцијата. Значи, тие се трите воедно, а секој го има зачувано својот субјективитет правен, мислам. Следна функција е како што еве додиме оддолу нагоре, имам подпредседател на Сојузот на спортови Битола и тоа повеќе години. Подпредседател на Сојуз на спортски федерации на Македонија, председател на Аикидо федерација на Македонија. Морам да напоменам дека тоа е единствена федерација која што се наоѓа надвор од Скопје, тоа е со седиште во Битола. Мислам дека и уште постои гимнастичарската федерација во Битола, другите сите се концентрирани во Скопје. Потоа имам член на бордот на директори на Светскиот центар за реален аикидо, задолжен за Југоисточна Европа, и тоа е во главно вака покрупните функции. Така, во секој случај премногу функции, тоа е навистина голем доказ дека сте успешен и етаблиран во својата професија. Ајде ќе започнеме од вашата тренерска работа. Кажавте годинава прославивте 41 година како тренер по боречки вештини, особено по аикидо и џудо. Како се чувствувате како толку над 4 децениски тренер во овој спорт? Па јас се чувствувам совршено добро. Како тренер започнав далечната 75-та година, кога ја формирав школата на џудо клубот Пелистер од Битола, кој што во тоа време беше сведен на 4-5 членове, иначе званично џудо клубот Пелистер постои од 69-та година, а не званично некаде датират почетоците, датират од 67-та година. На почеток работеше како џудо карате секција при Друштвото за телесно воспитување Партизан Битола. Подоцна 69-та година се формира џудо клубот Пелистер и непрекинато до денес постои. Од 86-та година јас станав, како што рековте, првиот аикидо мајстор во Република Македонија и
одма формирав аикидо секција во Битола, Пелистер, која што подоцна прерасна во клуб, а целта беше на таа секција да едуцирам кадри за да може подоцна да направиме дисперзија на аикидо во Македонија, подоцна реалниот аикидо како стил и на крајот да формираме Аикидо Федерација на Македонија. Тоа се случи 96-та година, значи цели 10 години работев јас и моите соработници на едукација на кадри ширум Македонија. За ова време имам јас преку 25 клубови отворено ширум Македонија, од кои што негде 22 се активни и така логичен продолжиток беше и формирањето на Аикидо Федерацијата на Македонија. Значи годинава славиме 20 години постојање на Аикидо Федерација на Македонија и како куриозитет морам да истакнам дека за сите овие години, вклучувајќи џудо клубот Пелистер, Аикидо клубот Пелистер, комплет, значи под капата на Центарот за боречки вештини има поминато преку 7000 ученици, што мислам дека таа бројка не е за оценување и нормално имало успеси, имало многу истакнати поединци како во Републиката, така и надвор од неа и мислам дека тој нагорен тренд продолжува и понатаму, посебно сега што работиме по супер услови, да речам, и имаме и кадар, одлично обучен кадар, одлични услови за работа и Така, малку подоцна во текот на емисијата ќе позборуваме и за кадарот и за условите во кои што работите, се разбира, ќе ставиме акцент и на тој 20 годишен јубилеј Аикидо Федерација во Република Македонија, но сега веќе кога ги спомнавте оние професионални почетоци, колку беше на самиот почеток ете да се успее во оваа професија? Прво кажам професија, ова ми е главно споредно занимање, јас имам друга професија. Меѓутоа, професионално ја водам јас и моите соработници што од првиот ден работат, имаме професионален однос кон тоа и затоа и мислам не е ни чудо што сме до денес, до тука. Тешко беше, меѓутоа нас едноставно мене и моите другари клубски не водеше идејата да направиме нешто повеќе, да напредуваме прво лично, а потоа се разбира и останатите со нас. Морам да признам дека во време на тие почетоци немаше интернет и така се беше потешко во секој случај. Многу беше потешко. Јас како куриозитет чувам една моја тетрадка во која што сум ги запишувал со цртежи најпрости техниките кои што сум ги снимал буквално на разни семинари во тогашната држава и надвор од неа, се со цел, бидејќи еден семинар трае 15 дена, многу информации најде што треба да остане. Така. Во тоа време и камерите беа реткост и тие камери што беа, мислам, беа со кратки филми, неге 3 минути, јас таква камера имав набавена во тоа време. Сето тоа во функција на побрзо и подобро напредување во вештината и спортот. Меѓутоа денес се сосема поинаку. Нормално ние како клуб, потоа како Центар за боречки вештини и афирмиравме издавачка дејност, така да под моје авторство имам негде 10 книги и 10 брошури за овие поминати години. Имам некаде 5 видеокасети, 4 DVD-а и така натаму. Така, кога веќе ја спомнавме вашата издавачка дејност, колку сите тие работи, тие книги што ги имате издадено, но од друга страна колку тие DVD изданија им служат на младите или општо на луѓето да научат некои од техниките на аикидо или на џудо? Тие се пред се создадени како практикуми за да можат што полесно да навлезат во суштината на техниката, како почетниците, така и оние напредни кои што се. И мислам дека досега солидно се одиграви улогата, посебно што тие исто пласирани си надвор од земјата. Еве да кажам за пример за аикидо, за реалниот аикидо, пласирани се во 35 земји во светот кои се членки на Светскиот центар за реален аикидо. И така натаму своевремено во тогашната држава првата видеокасета јас се издадов во 89 година по повод 20 годишнината на постојањето на џудо клубот Пелистер. Нормално со скромна техника, со скромно искуство, меѓутоа за тоа време направивме страшно добра работа и мислам дека таа и денес е ненадмината. Со тоа што ова лето кое истекува, кој истече,
ние направивме еден ремейк на таа видеокасета во DVD и тоа ја снимивме во сала, за разлика од тогаш кога имавме снимено на бреговите на Преспанското езеро. Паралелно водејќи семинар од меѓународен карактер и снимајќи ја касетата, значи стварно беше напорно, меѓутоа ние секогаш со радост се сеќаваме на тие моменти, иако беа премногу тешки и напорни. Јас и моите соработници кои што учествуваме во реализирање на тој стварно пионерски проект тогаш. Така, во секој случај, нели, сите тие материјали остануваат за генерации и генерации, се едно големо богатство. Би сакала да ве навратам на вашите почетоци. Дали се сеќавате на оние први моменти кога започнавте да се занимавате со овој спорт, со џудото, аикидото, и кога се роди таа љубов кај вас? Па се роди многу одамна, мене на некој начин ме привлекуваше белото кимоно и така. Првата, да речувам, инфекција со овие боречки вештини ја добив во Белград. Имав мои роднини кои таму имам денес, кои во тоа време беа солидни надпреварувачи, подоцна и мајстори, така да се роди една желба кај мене спонтано да се посветам на овие работи. Најпрво почнав, да речам, прва љубов ми беше во тоа време карате, меѓутоа кога се запознав со џудо спортот, тогаш јас самиот, меѓутоа и со помош на овие мои, да речам, советодавачи во тоа време, дојдов до сознание дека џудо како вештина нуди една широка платформа која што е добра основа за напредување во повеќе боречки вештини кои што потекнуваат од далечниот исток. Така да, благодарение на тоа што јас станав џудо мајстор, подоцна станав и аикидо мајстор, бидејќи има доста елементи кои се допирни, има различни принципи и така натаму, меѓутоа сепак полесно еден џудиста може да стане и каратиста и аикидиста отколку обратно. Мислам тоа докажано од искуство. Така, без разлика на тоа што ете прво сте започнале како џудо, сте станале џудо мајстор, па после тоа сте станале аикидо мајстор, вашите достигнувања повеќе кажуваат дека ете, може би некои поголеми афинитети имате кон аикидото, без разлика на тоа што сте успешни и во џудото и во аикидото. Зошто е тоа така? Ете, кога беше тој момент кога решивте дека повеќе ве привлекува аикидото на некој начин? Прво јас напорено ги работам двете вештини. Така. Меѓутоа во аикидо осеќав една поголема одговорност бидејќи јас бев тој основачот и носителот на аикидо, организираното работење на аикидо во Република Македонија. Се разбира на тој начин и одговорноста беше поголема моја и се разбира и залагањето да таму што побрзо направам афирмација, односно се сформираат клубови и се омасови аикидо вештината. Тоа е тоа и тука морам да дадам повеќе акцент, меѓутоа не запоставувајќи и џудо, и џиу-џитсу и така натаму.
Така еве сега, после толку години како што сте дел од оваа професија, од овој спорт, од џудото, аикидото, кажавме колку титули, колку функции имате позади вас, колку клубови имате отворено за да стигнете до ден денес, кад имате еден од најсовремените и најмодерните центри за вежбање. Верувам дека барем во вашето време не било тоа така, условите биле многу потешки, што навистина е за пофалба, бидејќи нели треба да има едни добри услови за да се овозможи добар тренинг. Беше ли тешко да се изоди целиот тој пат за да сте стигнете до што сте денес? Денес гледано е сон, не само мој далечен сон, туку и на многу генерации кои работеле пред мене и со мене и така натаму, бидејќи основната работа да треба се сака вештината спортот, меѓутоа треба да се има и простор кој што ќе одговара по некои стандарди, по хигиено-технички стандарди и така натаму, пред се хигиената, па загреаност на простора, проветреност и најбитно што е да биде тој по можност 24 сати достапен. И мислам дека и денес тоа многу клубови за тоа сонуваат, меѓутоа кај нас е тоа реалност и ние сме концентрирани сега на создавање на што поголема масовност и да се развива бележење спортски резултати таму каде што постојат надпреварувачки дисциплини. Пред се тоа е џудо, бидејќи џудо е олимписки спорт од 1964 година од Олимпијадата во Токио. Исто ние сме првите пионери сме во воведување на надпревари во реален аикидо, поточно во аикиџицу форми. И мислам дека скоро и ќе формираме една таква лига. Прво почнуваме со малите возрастни категории, значи тука негде од 10 години нагоре. Се работи по и џудо и аикидо се работи по посебна програма детска, нормално посебна за деца, се разбира посебна програма за возрастни и мислам дека резултатот, односно успехот, не би требало да изостане. Така, кога веќе ги спомнавме сите овие награди, дали може би имате некоја бројка вашите членови во вашите клубови, колку медали, колку награди досега имате освојувано, бидејќи имате учествувано на голем број на надпреварувања, не само во Македонија, туку и во странство? Па, бидејќи покрај екипите надпревари постојат доста поединечни надпревари, посебно во џудо, значи во категорија на пионери, надежи, кадети, јуниори, јуниорки и така натаму. Ние негде имаме некоја груба пресметка направено, имаме негде преку 900 медали. Браво. За ова време. Исто имаме и екипни се помалце првенствата, меѓутоа поединечни има многу и има многу турнири, државни првенства и така натаму, така да мислам медалите не се мањак. Така, во секој случај. Меѓутоа, ние не смеме да бидеме задоволени со таа бројка и со некои историски факти, мора да видиме реални и треба да ја напредиме во секој поглед, мислам да го напредиме тој тренд на забележување на позитивни резултати. Така, во секој случај видливи се успешните резултати кои што вие и вашите членови постојано ги постигнувате. Од друга страна пак видлива е самата афирмација која што вие ја давате кон овој спорт. Она што ме интересира е колку младите луѓе во цела Македонија, посебно колку битолчани се заинтересирани за изучување, за спортување аикидо и џудо. Па мислам дека доста се заинтересирани сиве овие години. Се разбира покрај колективните спортови, овие индивидуални спортови мислам дека бележат подем во секој поглед. И посебно сега нема да откривам, работиме на еден современ проект по современи спортски стандарди кој што ќе обезбеди многу поголема присутност и многу поголема анимација на младите од сите возрасти. Мислам за тоа брзо тоа ќе го обнародиме и ќе се знае. Така. За сега нека остане тајна. Во секој случај причина плюс ете повеќе да ни гостувате во нашата емисија. Кога кажавте работите на проект кој што ќе ги опфати сите возрастни граници, она што ме интересира од вашите членови во клубот тука Пелистер, кој што ги има многубројни, каква е старосната граница? Кои луѓе повеќе сака да доаѓаат? Оние помалите или има и повозрастни кои што се занимаваат со овој спорт? Офаќаме популација од 5 години, бидејќи 5 години е
мислам нормална, некоја си возраст каде што веќе единката може да одржува концентрација одредено време, мислам тоа е битно за на тренинг. И ние тоа го почнавме пред 5-6 години и има добри резултати, така да тие мали деца од 5 години веќе кои што продолжија да работат, веќе се на добар пат да видат одлични натпреварувачи и носители на повисоки појаси. И иначе старосната граница не е ограничена воопшто, бидејќи во центарот се работи, како што спомнав, џудо, кој е надпреварувачки спорт, меѓутоа џудо како џиу-џитсу, кој е чисто за самоодбрана и за рекреација, аикидо исто. Значи, застапени се во будо центарот, односно Центарот за боречки вештини, трите аспекти, значи на спорт, на самоодбрана, што е многу битен елемент кај овие сите вештини, и на рекреација. Значи, секој према својот афинитет може да се најди во едноставно во тренингот. Така, во секој случај, а женската популација како е застапена или повеќе се машки членови? Јас мислам дека од година на година се поголема поброј на женската популација и ние не правиме некоја разлика, нема техники машки и женски, техниката си е техника, има техники за за возрастните категории, иначе различни, иначе другото. И често пати женската популација се носи подобро во секој поглед и во изведување на техники, во демонстрирање отколку машката. Браво, за пофалба на вистина се Секако, така. Тоа зависи сепак од стручниот кадар, од условите во кои се работи, од начинот на кој им се пренесува тоа и така натаму. Така, јас верувам дека голем дел од нашите гледачи можеби се заинтересира да пристапат кон вашиот клуб и да почнат да се занимаваат со овој спорт. Ете, дали има во годината уписи или може да дојдат било кога да пристапат кај вас? Како стоите на тоа поле? Уписите течат нон-стоп, слободен е уписот, бидејќи ние имаме повеќе групи и тие према старосната група и према нивото на познавање на техниката, одма си оди во соодветна група, така да ние вршиме секојдневно упис на нови членови и тоа трае преку цела година. Просторите на центарот се местната заедница Степче Патако, мислам дека на целиот град Така. тоа им е познато. После 18 часот до 22 таму сме секој ден. Контакт телефон имаме и така натаму, мейлови, така да може да не најдат секогаш кога сакат.
ќе се навратам на тој 20 годишен јубилеј на Аикидо Федерацијата на Република Македонија, што го спомнавме на почетокот на оваа емисија. Навистина достоен и голем јубилеј за Пучит. Со кои активности планирате да го прославите? Па ние имаме испланирано повеќе активности уште на почетокот на годината. Една од тие активности завршивме, имавме Битола Опен за Аикидо, за реален Аикидо. Тоа беше во почетокот на март. Меѓутоа планираме голема, да речем, прослава некаде почетокот на ноември. Причина е тоа што очекувам да 2 книги излезат скоро од печат и 2 DVD-ија. Тоа се за джудо програма за деца и возрастни и за реален аикидо програма за деца и возрастни, односно фаќа ги аспектите тука спорт, самоодбрана, рекреација. Исто така 2 DVD-ија кои што се со иста тема, да речем. И ќе имаме уште еден Битола Опен 2, на кој што треба да учествуваат екипи од некаде од 9 држави од странство. Сега ќе видиме тоа како ќе ја затвориме таа финансиска конструкција, дека нормално тие мора од странство да бораат барем 2 дена тука. Дел се нивни трошоците, дел треба да бидат наши. И после тоа, или пред тоа, или после тоа да направиме треба една тркалезна маса, веќе тоа е договорено на тема боречките вештини и нивното влијание врз психофизичкиот развој на младата популација. Мислам, тоа има едно 10 излагачи имаме веќе пријавено со своји теми и се разбира да направиме јавна промоција на овие изданија, DVD изданија и книгите. Навистина голем број активностите за прослава на 20 годишниот јубилеј постоење на Аикидо Федерација на Република Македонија. Се разбира, тука се додавување на признанија на истакнати спортисти и спортски работници и така натаму. Така, одлично. Навистина и вреди еден толку голем јубилеј да се прослави со толку многу активности. Се разбира за сето на што ќе се случува тука и за промоцијата ќе ги информираме и нашите гледачи или преку нашите емисии или преку информативните изданија. Навистина премногу работи има за вас, премногу функции кои што ги имате, верувам дека сте посебен горд на сите тие случувања, на сите тие достигнувања. На што сте посебно горд? Кој е она делче од вашата 41 тренерска работа како тренер во боречки вештини? Кој е оној дел од вашата кариера што можете да го издвоите како најзначаен и што е посебно за вас? Прво успесите на моите ученици се разбира и гордост за мене. Такви има многу во изминатиот период и нормално во периодот кој што е во моментот кој што трае. Втора работа е горд бев на тоа што станав прв аикидо мајстор во Република Македонија. Се разбира. Посебно горд бев 2007 година кога во Европската куќа на славните како единствен представник во Република Македонија бев избран покрај неколку звучни имиња од соседството, речемо соседните држави, и тоа посебно ме импонираше. Исто така горд ме прави ден денес кога тоа секојдневно се случува кога учениците мои ги носат своите деца на тренинг. Тоа се случува секојдневно. Се случува да јас сум ги заборавил. Оние веќе кои тренирале, па ти ги рече мајстор, па јас тренирав, па јас одма го враќам филмот назад после. Можеби нема да се сетам на името, меѓутоа се сеќам на физиономија, без разлика сега што се да речеме возрастни луѓе. Така да најбитната работа ми е тоа во моментот да, значи, тие ја виделе сите позитивни особини кои што ги стекнале овде во своето едноставно воспитување низ клубо, врвејќи низ клубо, па ги насочили своите деца, кои сега имат 5, 6, 10 години има и така натаму. Така, една од овие работи која што сакам да посебно да ја спомниме е, како што кажавте, посебно сте горд кога во 2007 година бевте примен во Европската куќа на славните за 2007 година. Честитки за тоа, навистина голем успех. Како дојде до сето тоа? Па дојде, има борд кој што во Европа ги прати сите држави, едноставно ме прателе и мене, како основач на федерација, како долгогодишен тренер, спортски работник и така натаму. На тоа се сведе изборо
бордот на директори на Светскиот центар за раѓање на хидро. Сега не сакам да прејудицирам, меѓутоа има некоја иницијатива и да бидам и председател на тој борд. Па сега пред известно време, пред некој ден ме известија, тоа не е званично, меѓутоа мислам дека нема да има проблем. И покрај имења како што се Врачаревиќ, покојниот мајстор кој што 30 години соработувавме со него, мислам непрекинато, браќата Илија и Владимир Јорга од Србија се најде и моето име како претставник од Република Македонија. А тие се првите основачи се, односно поставување на камен темелнико за карате го имат браќата Јорга, за икидо го има покојниот Врачаревиќ и во тоа друштво се најдов и јас. И мислам тоа посебно ми направи чест и задоволство, се разбира, како за мене се разбира за Битола и за Република Македонија. Така, во секој случај, браво на вистина, за тоа веруваме дека честа и гордоста е посебно тоа, нели како што кажавте, афирмацијата освен на самиот град, тука се работи за цела Македонија, големо достигнување. Секако да додам тука дека придонес има и бројните изданија на книги, на видеокасети и така, надам се тоа си го направи своето. Мислам дека тоа не може да го човек да го задржи дома. Не е само една работа, туку сите, тоа се дисперзира големите. низ светот, сегде и така натаму. И тоа е. Така. Бидејќи целта на мојата емисија е што поблиску да ве доловиме на нашите гледачи, ете, големиот дел ве знаат како шеф на кабинетот на градоначалникот на општина Битола Владимир Талевски, но на што би сакала да го спомнам од друга страна со гледачите едно навистина интересно хоби кое што го имате вие. Тоа се тапаните. Во јавноста како излезе повеќе минатата година кога свиревте на свадбата на вашата керка, тогаш на вистина беше актуелно помеѓу сите тука, помеѓу цела битолска јавност. Ете, би сакала да позборуваме малку и за тоа од каде, кога се роди вашата љубов кон тапаните? Па најпрво да кажам дека во општина Битола јас сум 34 години, работам така како дипломиран правник. А иначе хобито, музика, посебно тапаните, јас си во повеќе прилики имам кажано дека откако почнав да тренирам џудо, нормално како сите млади луѓе повеќето тенденција да се фати некој инструмент, да се научи инструментот, да се свири и така натаму, бидејќи имав другари кои што веќе свиреа гитара горе-долу. И јас се зафатив за тапаните, бидејќи оценив одма дека тапаните дават, ќе бидат свирењето на тапани, ќе биде во функција на вештините кои што ги работам, бидејќи тука треба ритмика, треба посебно чувство за ритам, треба координација во простор и брзина пред се. И така да тие две работи јас ги надополнував и нормално со годините имавме некои групи и така натаму, меѓутоа тоа се остана како хоби едноставно, ништо понатаму, сме правеле снимки своевремено со другарите, имавме некои групи и така натаму. Меѓутоа јас до ден денес тоа го практицирам, се разбира мојот син исто, па сега и внуко кој што има 2,5 години почнува и тој веќе да се заинтересира за таа работа, да пројава интерес. И мислам дека е добра, едноставно добро компонирана музиката со спортот е стварно совршена комбинација. Така, во секој случај, кога спомнавте дека и вашиот син и внукот има некои афинитети кон тоа, можеби во иднина ќе очекуваме нешто како дуо трио да се појавите, да се свирите. Нема никаков проблем. Да се надеваме. Така, во секој случај ќе биде на вистина интересно.
Бидејќи полека се движиме кон крајот на емисијата Одблиску со, ете, освен работата во општина Битола, нели тука се постојано тренинзите со вашиот клуб, како поминува еден ваш ден? Па турбулентно поминува, меѓутоа јас сум навикнат, можам да раководам едноставно со моето време и стигнувам секаде, да речем. Се трудам да стигнам секаде и да одговорам на тоа што се бара од мене. До сега тоа ми успева, така да не гледам некој проблем. Така, има доволно време да се посветите на семејството, на вашите блиски со оглед на обврските? Па јас мислам да. Посебно и семејството на некој начин живее со овие работи, нормално покрај мене. Поддршка секако од семејството секогаш и на прво место семејството. Мора да биде и кај секој, едноставно. И денот има 24 часа, така. Сега тие 24 часа треба добро да се испланираат. А тоа е токму се постигнало и со младите категории сега во клубот, да знаат да го планираат времето, да го искористат простор и така натаму. Се бидејќи 8 часа се доволно грубо речено за спиење, 8 часа за работа, без разлика плюс минус сега, и останува 8 часа за забава. Значи тука спаѓа и посветување на семејството, и на самиот себе, и на спорт, и на музика и така. Мислам тоа е чисто индивидуална работа, али мислам дека благодарение на спорто, јас сум станал многу порационален и едноставно и тоа го пренесувам кај моите ученици досега и не само рационален и успешен и ефективен. Значи некоја работа штом се земи таа треба да се заврши. Значи штом се прими некоја задачата треба да се заврши, то да се заврши на најдобар начин како што треба. Во секој случај, кога се има добра организација, кога се знае човек што сака и што треба да се направи, се наоѓа време. Па сега спортот и вештините, покрај другите позитивни особини, раѓаат и една особина на одговорност, на самодисциплина, а штом се има самодисциплина, нормално во секоја средина каде што ќе биде присутна таа личност, нормално и ќе се и дисциплината е тука. И така да и одговорноста е тука, се разбира, и не би требало да има проблем. Така, навистина ми беше огромна чест и задоволство за овој разговор што го водевме со цел поблиску да ве доловиме на нашите гледачи. На самиот крај само ми останува да ви се заблагодарам уште еднаш за времето што го одвоивте да бидете мој гостин. Ќе ви посакам уште премногу успеси и во иднина. Се надевам за вакви убави работи, за убави достигнувања кои што ќе се случуваат допрва, ќе имаме можност повторно да бидете мој гостин и да ги информираме сите наши гледачи. Ви благодарам. Благодарам и вас и на телевизија Мега и многу успех во понатамошната работа. Ви благодарам. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. Мене ми останува на самиот крај на вас да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте, а со нов гостин се гледаме точно за 7 дена. Се разбира, следете ги нашите репризни изданија. Довидување!